Поволности за купување на електрични возила и субвенции за вградување на плински уреди во автомобилите се двете нови мерки кои денеска ги најави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, а кои треба да почнат да се применуваат од следната година. Овие мерки се во насока на намалување на загадувањето на животната средина. За реализација на првата мерка планирано е увозот на нови електрични возила да биде со 0% царина и без дополнителна акциза и при купувањето на вакви автомобили да се применува повластена даночна стапка од 5% наместо сегашните 18%. Исто така се планира владата да дава субвенција за купување на електрично возило и тоа од 3500 евра за секое електрично возило чија набавна вредност е до 25.000 евра и субвенција од 5000 евра за секое електрично возило чија набавна вредност е над 25.000 евра. Во период од 10 години електрични автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на патарина, бесплатно ќе паркираат на било кој јавен паркинг, ќе имаат бесплатна регистрација во делот на надомесна патишта и ќе има приоритет во движење во сообраќајот, како и достапна инфраструктура за полнење. Предвидено исто така градот Скопје во рамки на јавното сообраќајно предпријатие да започне со набавка на целосно електрични автобуси, така што од 2030 година ќе треба да ги сочинуваат повеќе од 50% од вкупниот број автобуси во градот, а ќе се стимулира и создавање на такси компании само со електрични возила. Градот Скопје во рамките на јавното сообраќајно предпријатие ќе отпочне со набавка на целосно електрични автобуси за потребите на градот Скопје. Со долгорочна тенденција, електричните автобуси до 2030 година да сочинуваат повеќе од 50% од вкупниот број автобуси во градот. Можам да информирам дека веќе градот Скопје и градоначалникот Коце Трајановски ги започнаа првите иницијални разговори за набавка на нови 50 целосно електрични автобуси. Тој најави измена на регулативата за овозможување на такси компаниите кои имаат само електрични возила да бидат ослободени од сите давачки кон градот што ги имаат останатите такси компании, како и да добијат неповратни 5000 евра грант за секое ново електрично возило кое што ќе го набават. Полнењето со енергија за нив ќе биде бесплатно на сите државни паркиралишта во наредните 10 години. Покрај тоа, како што нагласи Груевски, секоја државна или општинска јавна институција и секое јавно предпријатие формирано од владата или општините ќе биде обврзано при секоја јавна набавка на повеќе од 3 возила годишно, најмалку половината да бидат електрични. Со цел да се стимулира купување на електрични автомобили, предвидено е фазно да се обезбеди пристап до специјални полначи на енергија на бензинските станици ширум земјата. Со втората мерка се предвидува субвенционирање на вградување на плински систем во автомобилите. За таа цел секоја година, почнувајќи од следната година, ќе се овозможат ваучери од 300 евра за набавка на плински уред кои ќе се распределат на јавен повик секоја година. Оваа мерка ќе се однесува само на возилата до Евро 3 стандард, односно оние кои се произведени од почетокот на 2006 година. Втората мерка која денес ја промовираме е насочена кон заштита на животната средина, а во исто време ќе значи подршка за граѓаните кои поради цената или други причини нема да се одлучат за електричен автомобил. ВМРО-ДПМН планира обезбедување на субвенции за вградување на плински систем во автомобилите. За таа цел, секоја година, почнувајќи од наредната 2017 година, ќе се овозможат ваучери од 300 евра за набавка на плински уред кои ќе се распределат на јавен повик секоја година. Според експертите, веќе долги години се работи на проект за истражување на можноста за што поскоро воведување на електрични возила, со што граѓаните ќе се поттикнат да купуваат електрични автомобили. Тие поддржуваат мерката од која голем бенефит освен граѓаните ќе има и животната средина. За да сето ова се пресмета, за да може да се применат конкретни мерки, тим на луѓе, експерти, поединци работеа долги години. Владата на Република Македонија, тоа уште еднаш ќе го потенцирам, годините што измина ги опреми сите лаборатории во Република Македонија кои што работат на оваа проблематика. Дел од нив побргу, дел побавно се акредитира. Македонија навистина има потреба од што поскоро воведување на електрични возила од аспект на заштита на животна средина. Едниот сегмент е воведувањето на електричните возила, другиот сегмент од истражувањето кои што досега ги правевме истовремено и во делот на поставување на плински уреди, односно замена на бензинските мотори со уреди кои што ќе бидат на плин. За сите овие мерки, како што најави Груевски, ќе се организира јавна расправа, при што секое стручно мислење ќе биде добре дојдено, во насока на промени и доработка за подобрување на проектот.